Поранешниот началник на петтата управа во Министерството за внатрешни работи, Горан Груевски, доби 1,5 година затвор за незаконското палење и илјадници списи, докази за прислушување, одлучи денеска Основниот суд Скопје 1. На Груевски, кој се наоѓа во екстрадицијски притвор во Солун, му се судеше во отсуство. Ова е првиот обвинителен предлог на специјалното јавно обвинителство и тој понад 1 година развлекување заврши. Останатите 6 обвинети, вработени во УБК, добија условни казни за кривичното дело, фалсификување на службена исправа. На завршните зборови на судењето во понеделникот, специјалната обвинителка Ленче Ристоска побара најригорозна затворска казна за избеганиот Груевски и од судот побара при изрекување на казната да не го зема предвид како олеснување тоа што тој е татко на 2 деца, туку тоа дека со бегството децата и семејството ги оставил на цедило без изворна екзистенција. Ристоска тогаш кажа дека мотив на Груевски како наредбодавач за ништењето на илјадниците документи од УБК е да се сокријат трагите кои како прислушувал стотици граѓани во Македонија и да се отежни истрагата за масовното кршење на човековите слободи и права од страна на петтата управа во МВР, односно од УБК. Груевски заедно со колегата од УБК Никола Бошковски е во екстрадицијски притвор во Солун и на 1 декември го чека судење за поседување лажни патни исправи. Тие 2 пати беа изведени пред судот во Солун поради поседување лажни патни исправи. Двајцата беа фатени на Солунскиот аеродром на 18 октомври, кога со лажни бугарски пасоши сакале да се качат во авион за Будимпешта. Во тек е постапка за нивно екстрадирање.